Новинарството и новинарите денес стана ендемски вид, иако предизвици на секој чекор за коментирање на реалноста, за критикување на реалноста. Ако си помислам кој новинар па над 3 децении бил присутен со своите писанија во печатените медиуми пред се, во дневниците, неделниците, секако тоа Звездан Георгиевски, особено во мојата омилена област, во областа на културата, неговите придонеси се од големо значење. Не сакам да избегнам, а да не најавам дека вие сте веќе и новиот председател на независниот синдикат на новинари, ВЕДЕ, добро. Не гледам зашто и не би била и председателот. Од тука да ве прашам дали оваа моја констатација дека се тешки времења за новинарството ја делите со мене и дали гледате изгледи дека може нешто да се придонесе, да се смени и да поидеме кон подобро. Секако дека се тешки, тоа го знаат сите мои колеги. Меѓутоа, парадоксално е дека во суштина вакви времења, што ги живее сега Македонија, се всушност благодарни за новинарството. Меѓутоа, целиот систем општествен во кој функционира оваа наша професија е малку изместен. Значи, јас тврдам дека имаме квалитетни новинари, квалитетни колеги, меѓутоа немаме квалитетни платформи и квалитетни медиуми. Немаме квалитетни собственици на медиуми кои би можеле да го искористат нашиот потенцијал. Мојот случај е можеби карактеристичен, дека јас сум професионален новинар од 83 година, значи има деценија од тогаш, а еве веќе 8 година, ако не се лажам, сум без постојан работен однос. Тоа значи дека ниту еден медиум во Македонија не почувствувал потреба за моите услуги. Велам, значи, мојот пример е карактеристичен, бидејќи не сум единствен. Огромен дел од мојата генерација новинари се наоѓаат во иста позиција во која што се наоѓам јас. Што значи од таа страна, значи од социјалната некаква или екзистенцијална страна, новинарството е во многу, или новинарите се во многу тешка положба, а сепак велам дека ова е време кое па нуди огромни шанси токму за новинарите да го покажат својот занает и да придонесат нешто во оваа држава. Вие секако вашите ставови редовно ги изразувате преку вашите колумни, јас не знам, веќе пишувате за Призма, пишувате за... Сте работеле, сте биле одличен уредник, тоа делата го покажуваат во Утрински весник на културната редакција, претходно во многу медиуми, прочитав дека сте првиот основач на првото приватно радио, Канал 4, потоа сте главен виновник за наградата за роман на годината на Утрински весник. Успешно ја трансформиравте таа награда, остана без весникот, но сега ја преместите во читалната Славко Јаневски и така натаму. Постојано ги наоѓате модусите, покажувате дека човек не треба да се откажува и како што велите, по националност македонец, а по убедување оптимист. Од каде го црпете оптимизмот, секогаш да го наоѓате каналот, вашиот глас да се слуша? Оптимист, не знам дали се уште
Важи. како да кажам, меѓутоа во секој случај животот тече и нешто мора да се работи. Да, ја имав таа среќа во мојот живот да бидам покренувач или да учествувам во покренување на многу проекти, многу медиуми. За жал ја имав и таа несреќа да гледам како што сум гледал нешто да се раѓа во пред моите очи, да гледам како тоа истото и умира пред моите очи. Го споменавте Канал 4, тоа беше една прекрасна авантура со уште неколку колеги новинари, Димитар Чулев, Бранко Тричковски, да ги споменеме. Пулс неделникот, тоа беше прв вистински неделник во Македонија, тука Со издржани текстови осврти за културата, со должно внимание на Сега ќе ви уметниците. кажам и за тоа. Значи, во мое време, јас студирав, тоа така се викаше интердисциплинарни студии по новинарство, и имаше 3 насоки на самите студии. Значи, економија, политика и култура. Јас бев на економската насока и бев убеден економски новинар. Бев преплатен, тогаш беше Југославија, на сите можни југословенски економски весници, а ги имаше економска политика, привредни вестник и така натаму. Во Нова Македонија се вработив 83-та година некаде, на крајот 84-та настана некоја хаварија во културната рубрика на Нова Македонија, останаа без луѓе, не е ни важно сега, важно им требаше некој млад тркач да им трча малку вести и тие работи. И тогаш као приправници неавме и многу избор, да кажам. Едноставно ми беше кажано да го земам бирото и да рамо и да идам идниот ден во културна рубрика. Цела ноќ знам дека околу на околу не склопив, бидејќи културата не ме интересираше. Сте биле разочарани. Читав литература, меѓутоа не македонски автори. Филмови гледав као сите од моја генерација, сериозна музика, јас сум за жал антислухист. И така да не можам тука да придонесам. Ако ме прашате за сликарство, ја и до ден денешен морам да се загледам малку подобро, да ви кажам дали е нешто акварел или е масло на платно. Така што не можев да се најдам там. Од друга страна, културна рубрика имаше еден имидж на, во тоа време во Нова Македонија, имаше имидж на зверови внатре. Значи, беа искусни новинари, страшни новинари, ајкули новинари, од кои ти се тресат коски, онака, кај ќе се мешаш ти во тоа друштво. Значи, Со заслужени титули? Им беа заслужени титулите, вистина? Беа, како не, Милпомени Корнети беше за музика, Лилјана Мазова беше за театар, Глигор Стојковски, Бранко Светковски литература, Софија Ѓуровска сликарство, беа искусни, значи долгогодишни новинари, каде јас сега ќе се пеќам во музика, например, кај Милпомени. И каде што уопште ќе работам там. Веролјуп Андоновски беше уредник, прекрасен уредник, значи од него можам да кажам дека најголемата работа за она каков што сум сега е заслуга на токму на Веролјуп. Го третирам за мој гуру вака во новинарството. Значи тој измисли, да кажем, еден сектор во тоа време кој го крсти политика на културата, односно културна политика. Нашол форма за вие да се вклопите, да не ви биде преодот толку страшен. Значи ме процени што материјал има пред себе, процени, и рече ти ќе водиш културна политика. И јас се занимавав со пари. Значи, јас се занимавав зошто прописнува покривите. Значи, ако Софија Ѓуровска се занимаваше, например, со естетика на изложба некоја, јас се занимавав зошто има само 3 изложби, а не 7. Квантифициравте. Да, значи влегував и тоа беше одлично. Значи тоа даде можност на еден широк контекст да се врзе културата, општеството, политиката, економијата во едно цело. И јас ве велам, новинари од културните рубрики кои не биле баш типични фах идиоти што велиме ние, кои секојаш имаат поширок поглед од другите колеги. Новинар од културна рубрика може да биде уредник на спортска рубрика, може да биде уредник на политичка рубрика, може да биде уредник на економска рубрика. Новинар од економска рубрика не може да биде уредник на културна рубрика. Може да ви кажам 1000 примери, да кажеме
Сашо Ордановски, например, беше одличен театарски критичар. Така долго време ја тераше кариерата. Ако сакате во југословенски рамки, Богдан Тирнанич, Александар Тијанич, Тања Торбарина, Игор Старчевич, тоа се се новинари, Веселко Танжера, што се излезени од културното милје. И велам дека таква беше некоја проценка и од тогаш јас се заљубив во културата, иако никогаш немав реален сектор. Меѓутоа, ако, например, Лилјана или човек што води театар, го познаваа сите луѓе во театарот, мене ме познаваа најважните луѓе од театарот. И најважните луѓе од сите сфери. Всушност, вашето мислење било многу позначајно, бидејќи можете да го оцените нивното работење како добро или лошо. Јас не ја креирав естетиката, него политиката на културата. Зошто не ве слушна некој вака кога зборувате колку се важни луѓето од културата, бидејќи мислам дека тој сектор е најзагрозениот, дека малтене не постојат културни редакции, тоа што постоеше се укина, велите и самите немате платформа, сите новинари од областта на културата што се профилирале, што оставиле добра трага, немаат своја платформа. Очигледно нема ни општеството некоја стратегија за културата и значи односот кон културата во медиумите е само слика на општеството. Вие имате, да кажеме, не знам, државата финансира толку и толку наслови. А немате книжарници, сега сме во книжарница, меѓутоа во Македонија немате книжарници. И нема платформа каде таа ќе ги пласира тие книги. Или ќе снимиме, не знам, 4 филма, 5 филма, ќе се дадат милиони евра, а немате кино. Односно, книжарницата е во овој простор овде, плаќа кирија исто како да продава кондори. А никогаш не може да заработи од... Плаќа истите дадачки се, како не знам, како кафејана или како било кој друг простор, а продава книги, а државата не ја интересира како ќе преживее книжарницата, а од друга страна троши пари за да ја наполни, да кажеме, книжарница. Значи, така и со весниците, и со медиумите, и културата во нив. Ние често сега слушаме тој збор разнебитување идентитет, губење идентитет, одземање идентитет, што ја знам. Никакви имиња и никакви будалаштини не го земаат идентитетот. Идентитетот едноставно е културата. И културата е не само ако зборуваме за некој национален идентитет. Културата е основата, велам, јас сум во суштина економист по образование, основата на економијата е културата. Денес имате сериозни економски научници од економските науки кои емпириски докажуваат како се зголемува бруто националниот производ во однос на културата и како трошокот во културата се исплеќа во однос на реална економија. Така да убеден сум дека работиме погрешно и убеден сум и се надевам дека некој некогаш ќе се сети и дека секторот култура, гледате што се случува со Министерството. А ако се направи сега уште некоја партија, ако влезе во владата, пак ќе се смени нешто во културата. Вие не само што пишувате колумни, туку сте веќе и автор на книги, се оградувате, велите дека ви интересира економијата, дека не сте талентиран за уметност, меѓутоа кога ќе се сетам на вашите написи, секогаш ви интересирале оние лендмаркови, статусни објекти, катчиња во градот, во земјата. Се сеќавам штом ќе видите некоја љубопитен сте, ќе видите некоја објава, за старо новиот театар. Дури ме прашавте и мене дали имате книгата. Постојано тоа ви е нешто што вака ви лежи, од каде е тоа интересирање, дали дека и самиот сте љубител на дружења, на сега не знам веќе дали во класична смисла постојат боеми, меѓутоа сте еден од малкумината останати кои што во таа вистинска смисла луѓе што се целите внесени во уметноста, во културата, во љубов кон реалниот живот. Значи, она што мене особено ме интересира е така наречената урбана култура. И она што мислам дека недостасува, значи градска култура и град. Јас сум дете на војно лице
што значи дека имам шетано доста како клинец роден сум во Словенија. Во Јасено, да. Во Скопје е сепак мој град. Скопје сум доселен 64-та или 5-та година. Во строгиот центар во Циган Мало, тука во близина. Значи, тука беа сите кина околу. Вардар 1, 2, Култура, Бамби и така натаму. Првата модерна продавница за плочи Југотон се отвори карши мојата зграда. И тие, значи, киното и Југотон извршија огромно влијание врз мојот карактер, да кажам, и врз моите интереси натаму. Имаше јака југословенска продукција и филмска, имаше јака продукција новинска. Татко ми ги купуваше сите можни весници што постоја во трафиките. И веројатно затоа станав новинар. Читав се што може да се прочита, многу читав ко дете. Сакав научна фантастика многу, сакав хорор приказни, мистерии, трилери. И да, значи имав према читањето некој така посебен однос. Бев член на една библиотека во домот на Арама. Ги читав книгите по азбучен ред, без никаков избор. И веројатно од тогаш ми е тој интерес, а околу боемијата, значи го спомна Верољуп Андоновски. Тој беше тој некој, да кажеме, мост од старата боемија од Бранко Зарески Варушлија компанија, накај оваа помладата, да кажеме, накај мене. И кафејаната беше исто многу важен дел во редакција Нова Македонија. Тука се правеа интервјуа, тука се планираа страници, тука се многу и најчесто се зборуваше што недостасува на страницата, што недостасува во весникот, во кафејана, многу повеќе него на формалните работни места, колегиуми или состаноци и други. И така да таа навика со кафејаната стварно остана. Една екипа мои колеги се дружиме уште редовно и дур ме држи здравје, веројатно ќе продолжим. Само уште да произлезат весници, може би не во класична смисла, да се вратат медиумите на местото кое што им припаѓа или очигледно не им припаѓа во некое посреќно општество. Во однос на ме интересира со книжарницата, давате, односно со читалната, давате позитивен пример дека може и локално да се делува, дека градот заслужил да има своји адути и од таков тип, колку и да не изгледа тоа во моментот популарно, бидејќи има многу повеќе казина по улиците, многу повеќе банки, веќе нема ниту Кнез Михајлова, ниту улица Македонија, еве ове, да речеме, пример кој што го крши правилото да се отвора книжарница, што е секако добро, за активностите таму. Човека, мора мала исправка. Читалната Славко Јаневски е на општина Центар. Тие отворија Жарновски уште која беше градоначалник. Фондацијата Славко Јаневски е нешто друго. Ние ја користиме во соработка со општина Центар читалната од време на време, меѓутоа не ја стопанисуваме и не ја водиме, ја води општина Центар. И не ја дава као услуга понекогаш. Фондацијата Славко Јаневски, чиј сум јас извршен директор и исто еден од основачите, е формирана првенствено за да го продолжи романот на годината, наградата Роман на годината. Кога запре Утрински весник, неколку луѓе, пред се основачите на Утрински весник, Ерол Ризаов, Бранко Тричковски, Манчо Митевски, Љупчо Поповски, и јас во еден разговор рековме дека нема смисла да пропадне, ако немаме веќе пари да го задржиме весникот, нема смисла да пропадне наградата. И рековме да направиме некоја фондација непрофитна, нешто која би продолжила, бидејќи таа традиција, таа награда има убава традиција, важна е. Сега годинава ќе прави 20 години овој континуитет. И ако се прекинеше, мислам, да кажам, многу тешко создаваме традиции, многу лесно ги прекинуваме. И сега, кога требаше да се даде име на фондацијата, го одбравме Славко Јаневски како автор на првиот македонски роман.
и во разговор со Јана Јанеска, Трзијовска, ќерката на Славко, некако ја оформивме таа фондација. Меѓутоа, кога оставивме веќе името на Славко, одговорноста стана веќе многу поголема од само наградата Рома на годината. Една година постои таа фондација, сега мислам дека направивме година дена. Значи, направивме една голема изложба на платна на Славко Јанески и миниатури и скулптури на Томе Серафимовски во музеј на град Скопје. Многу, мислам дека најде на многу бав прием, многу сме задоволни од тоа, бидејќи сме неискусни во менаџерство, во менаџерскиот оддел од културата. Сега треба, до крајот на месецот, тоа многу ме возбудува, треба да излезат 2 изданија наши. Едното е капитално издание, преобјавување на првиот македонски роман Село за 7-та јасена, заедно во иста книга, со неговата втора верзија од 65-та Стебла. Исто поговори, предговори стручни и така натаму. Тоа ќе биде книга од некои можда 600-500-600 страници, B5 формат, значи капитална. Возбуден сум велам, затоа што Село за 7-та јасена ќе го доживее, значи ќе биде негово прво објавување од 1952 година до денес. Ние го имаме Село за 7-та јасена како некој податок во Википедија или енциклопедија или по учебници, дека е тоа прв роман, а го немаме како артефакт. Тој роман практички не постои во Македонија. Има 1000 причини за тоа, меѓу другите е откажувањето на Славко Јанески од авторството на тој роман. Меѓутоа, ние сметаме дека е многу важно да постои, не велиме дека е тоа добар или лош роман, него дека мора да постои како артефакт, како затоа е и со втората верзија, за да можат луѓето да, или академскиве луѓе или научниците да споредуваат, да видат и така натаму. И второто издание е годишник алманах списание кој се вика Архив Јаневски. Овој број е посветен комплет на ликовното творештво, за кој мислам дека е многу малку познато во Македонија, на ликовното творештво на Славко Јанески. Меѓутоа, тоа списание се надеваме дека со моќта што ќе ја има и ја има фондацијата, и ќе кажем за таа моќ, ќе направиме една многу убава платформа толку за културните прашања. Тоа е интересно. А што се однесува до наградата Роман на годината, односно вашето искуство низ годините, секако си ја оствари замислата, мисијата, да се апострофира она што е вредно во продукцијата. Дали востановувањето на оваа награда поттикна луѓето да пишуваат, да се охрабруваат, бидејќи романот е тешка форма, во ова брзо живење веќе многу повеќе се решаваат за пократки форми, за раскази, за други видови. Дали поттикна авторите да се охрабрат, да пишуваат романи? Апсолутно. Значи, јас имам обичај да кажам дека романот на годината во 3-4 години постоење направи повеќе за романот во Македонија отколку целата држава за цело време од ослободувањето од 45-та до денес. Значи, таа награда, кога ја формиравме, кога ја почнавме 99-та во Утрински, изнесуваше у тоа време 120.000 денари, односно 4.000 марки. Можам да ви кажам дека без оглед на тоа дека марката е или 2 марки, 1 евро и тие односи како ги беа, тоа беше во тоа време како да е сега 4.000 евра. Тоа беше, значи, награда која беше привлечна и која ги натера и големите автори да или да ги чуваат романите или да внимаваат. Дури сум видел да се прават стратегии, да ме годинава ќе има овој роман. Ќе го чувам нема за следната. Да го објавам јас мојот, ќе го објавам до година. А особено беше важно кај младите автори, бидејќи романот на годината не се водеше, значи тоа е награда за роман, не за автор. Не се водевме по името на авторот. И таа награда проби неколку млади имиња кои, како да кажам, ќе се пробија веројатно и без таа награда, меѓутоа таа помогна многу да се афирмираат. Гоце Смилевски, например, ми паѓа на памет, па дури Венко Андоновски со Папокот на светот во тоа време. Сега во поново време исто млади луѓе добиваат. Последниот лауреат е Фросина Пармаковска, пред неа Давор Стојановски, пред неа Петар Андоновски. Така да мислам дека многу племените и многу
убава награда. Беше избрана во тоа време, имаше малку романи стварно во продукција, за разлика од поезијата, беше тојаш подоминантна, и не постоеше награда за роман во Македонија. Сите награди, Стале Попов, например, Рациново признание, се за проза. Немаше специализирана за роман, и затоа ја одбравме таа форма, и можам да кажам, рецимо, првата година стигна 21 роман, втората година стигна 24-5, третата година веќе стигнаа 33-4 наслови. И веќе се идеше околу 30 наслови, што е една оптимална за мене продукција на годишно ниво, меѓутоа и многу квалитетни романи. Вие секако не можете да конкурирате за оваа награда, штом сте носител на функцијата на главен, оној кој што ги диктира и стандардите, и комисиите, и наградата да остане на нивото на кое што е, меѓутоа имате своји објави веќе и вие зад себе. Од каде тој порив, кога секогаш сте добри во кратките форми, новинарските форми, почувствувавте потреба или бевте поттикнати од некој да оставите и таква книжевна трага? Значи, дома кај мене има гробишта од лаптопови. Некои се у функција, некои не се у функција, меѓутоа има сигурно едно моментално дома барем 5-6 лаптопови. Значи, јас живеам од хонорари и од тезги, како што велиме ние. Еден ден пред 2 години ми се чини, негде август месец, добивам понуда на известни луѓе да им спремам некоја книга, ова, она, и таа понуда чини во пари 2000 евра хонорар за мене. Истиот ден добивам понуда да преведам неколку наслови од словенечки на македонски, кои би биле, да кажеме, 1500 евра вкупно хонорар. Тоа беа заедно 3500 евра и јас одев, тоа е отприлика година и пол мој хонорар, во принцип, можда и повеќе нешто, и јас одев 10 сантиметри над тротоарот. И влегов во Анхоч компјутери во трговски центар и се купив, се разбира, лаптоп. Да не би да ми закаже некој лаптоп, да имам нов. Се купев нов лаптоп, си го донесов дома, поминаа ден-два, уште бев така у некои облаци, и по истиот редослед. Прво се јавија тие луѓето со книгата и ги откажа тие 2000 евра, па ми се јави овој издавачот со словеничкиве наслови, кој не добил пари од Министерството во Словенија, и ми ја откажа тезгата, и јас останав со лаптоп врацен, да не кажам со нешто друго. И две во Албанија на одмор таа година, ќерка ми живее во Лондон, дојде ќерка ми од Лондон со зет ми, и ја го носам новиот лаптоп, и ќерка ми вели, што е ова? Викам, вака, лаптоп, што ќе ти ја? Ви кажи ти, мајка. Викам, те напишам роман, бре. Како да не, ти ќе напишеш роман, и јас напишав роман. Бидејќи немав што да правам друго, и реков, морам бре да го исплатам овој лаптоп некако. И така се роди роман со интересен наслов. Романот, да. Една, сега го сменија насловот издавачот. Првиот оригиналниот наслов беше Недела дена во животот и смртта на Гроздан. Второто издание е Една недела во животот и смртта на Гроздан. Наводно, Недела дена не било македонски или така нешто, кој што разбрав. Иако мене повеќе ми се допаѓа тој првата верзија. И така да влегов во литературата на мала врата, иако не се матор сум за таа работа прилично. Нема за тоа години како велат, ниту пензија. Не се препознавам, не се чувствувам како писател, али поборник сум на она дека јас сум од пишаните медиуми, нели? И поборник сум на она дека секој ден мора да се напише барем некој ред. Јас сум искусен човек, до таа мера новинар искусен, што пишувам за објавување, а не пишувам за себе. Значи, се разбира, не ми се сите текстови објавени во животот, меѓутоа сите текстови се напишани да бидат објавени. И литература пишувам да биде објавена. Не ја пишувам за јас да празнам некои своји енергии или нешто, да ја пишувам да се објави. Така сум научен едноставно, што значи дека не е тоа работа на инспирација или на, што ја знам, пилето ми запеало или нешто, него е работа на занает, на искуство, на занает. Значи, и ако продолжам натаму, а ќе продолжам веројатно, сега кратки
приказни нешто, спремам некој проект. Следното веројатно ќе биде поезија, нешто друго. Значи ме интересира нешто што не сум го направил. Драма, можеби сценарио, ако има можност, можеби не знам, нешто, а можеби ништо. Ако добијам некои убави тезги новинарски, веројатно ќе нема ништо од литературата. Многу честно, но никогаш нема да запеете. Или пеете? Не, тоа е еден од моите големи комплекси, животни комплекси. Значи, јас сум единица мерка за антислухист. Ви има некој кажан или сами се проценувате? Значи, има, целата моја фамилија е и поширока и потесна е слухисти се. И они ме користат за единица мерка. Значи, велат отприлика е глуф е скоро као звездан. Или нема слух исто као звездан. Или два пати помалку слух има од звездан. Или така да сум металон тука, вака. И кога сме у друштво, сакам да пеам. Кога сме у друштво, ја ќе се раздерам и одеднаш ќе ме погледаат сите. Знаете дека И ја е ќе доволно. заволчам. И сега, кога се пее у друштво, ја се пеам во себе, сиромашки. Али затоа жена ми вели, жена ми која има апсолутен слух за мои појми, дефинитивно. Затоа жена ми вели дека не познава човек кој толку убаво ги раскажува песните како јас. А дали доколку некој побара од вас да го пренесете искуството како на менторски начин, бидејќи вие сте имале школата и сте имале среќата да имате Нова Македонија, некои имале среќата да го имаат националниот сервис, онаков каков што бил со сите авторитети и целиот интелектуален капацитет таму. Дали ги бараат вашите услуги, дали размислувате дека ова ваше знаење, искуство и вештина, велите мрзелив, меѓутоа кажувате дека секој ден пишувате по нешто, ден без ред. Многу сакам во суштина тоа да го правам, да пренесувам искуства, да раскажувам, да се правам малку доаѓен, да... Нема зашто да се прави Не, кога... сакам, значи... многу ми е криво што никој не ги користи не само моето, нашите искуства. Пак ќе спомнам Бранко Тришковски, со него сме, значи, цел живот колеги. Никој не го повикал да каже било што. Бил главен уредник на Глобус, на Утренски весник, Канал 4, што ја знам. Дописник од странство бил ваму таму. Ниједен факултет, ниједна школа, ниједна невладина организација која се занимава со тие работи, барем јас не знам, да викнала као гостин некој од нас, бидејќи ајде ние немаме титули, сега тоа по закон мора да се има за да бидеш некаков професор, али барем као гостин да студентите да им каже некој искуство да им пренесе. А мислам, јас кога студирав, да кажеме, новинарство, Јован Павловски ми беше професор, дојде Сергеј Лукач од Белград, дојде Љубомир Рајвајн од Тањук, доаѓаа луѓе и тие предавања ни беа многу важни. До ден денешен ги помнам и многу работи научив токму од професионалците, а не од теоретичарите, да кажеме. Од оние што од паталците, што ви кажа, ја виделе маката, бидејќи новинарството е занает. Занает се учи од мајстори на занаетот. А многу сакам стварно да предавам нешто, да предадам некое знаење некому. Добро, споменавте на почеток сакате научна фантастика, па еве мораме разговорот некако да го завршиме, иако со вас може до утре да разговараме, идете многу приказни, само да ги прераскажете работите што досега сте ги оставиле зад себе. Имате таква идеја да создадете некое такво дело или ве одушевило нешто во светската литература, последно што сте прочитале, сте виделе филм, или како што велат постои криза, се повторуваат нештата, се повикуваме на минатото, нешто како уметничка форма што еве ве извадило од чевли, што велат. Не знам, има многу книги, стварно многу. Од научна фантастика, прво што ми паѓа на памет е вајда од романите, вајда Соларис на Станислав Лем. Тој го читав као клинец, пред да ги гледам филмовите, пред овој било што. И уште тврдам дека романот е 5 пати подобар од било која филмска верзија и чак и од Тарковски. Кои беа важни книги? Квака 22, беше една Джозеф Хилер. Значи, тоа беа книги, Џони тргна во војна, Далтон Трамбо. Тоа беа книги кои ги читав во гимназија. 2, 3, 4 клас гимназија и морам да кажам дека не сум сигурен дека ако сега
Ке читам прв пат тие книги, дека баш ќе ми остава таква сила као тогаш. Сега, во последно време, па не знам, да не сгрешам сега, да кажам некој име, сега се сите суетни и вамо таму, али веројатно не сум веќе млад, па и не ме воодушевува нешто, не ме понесува баш Тешко на може тој нешто да ве начин одушеви како со- кога бев Да. клинец. Да. Јас ви благодарам за овој разговор и искрено се надевам дека ова ваша желба, енергија ќе ја препознаат луѓето и дека конечно ќе дојде повторно времето кога добрите новинари ќе ја имаат платформата и дека тоа нема да биде повеќе прашање. Благодарам.